Се бориме со болеста, но и со сите физички и обштествени бариери околу нас. Бака Николина Петровска, мајка на дете со ретка болест, го опишува секојдневието со нејзиниот 12 годишен син Ангел, ученик во 7 оделение во основното училиште Коле Канински во Битола. Тој боледува од спинална мускулна атрофија, поради која не може да се движи. Животот со дете со ретка болест е секојдневна битка за прифаќање на состојбата и совладување на сите предизвици, вели Николина. Ангел си има прифатено себе си и не му пречи неговата попреченост, меѓутоа му пречат бариерите кои што ги поставува околината и кои што се трудиме и се бориме тие да бидат отстранети. Особено е тешко и бара енергија, тоа што кога ќе треба да биде присутен на одреден настан, кога ќе треба да оди во одредена институција, на одредена прослава и слично, каде што нема пристап за неговото формуче, каде што нема соодветен пристап е тоалет, кога ќе треба да оди на одредена екскурзија за која што нема соодветен превоз за него, ние со сите сили се трудиме да ги надминеме тие пречки за него и тој да биде присутен секаде, каде што се присутни другите дечиња, бидејќи сепак тој е дете како сите други и неговата реткост, како што кажам, не треба да значи невидливост, туку прифаќање и посебност. И питолчанката Симона Јовеска има спинална мускулна атрофија, која ја врзува за инвалидска количка. Таа вели дека најважно е прифаќањето на состојбата, соочувањето и секојдневна борба со предизвиците. За една личност да има спинална мускулна атрофија, се подразбира дека двата родители се носители на тој ген. И доколку двата родители се носители на тој ген, плодот, т.е. детето, има 25% веројатност да пројави симптоми на спинална мускулна атрофија. Значи, може на некој начин да се каже дека јас сум изгубила во некоја лотарија на гени. Имало само 25%, наспрема 75% да немам никакви симптоми, но јас сум изгубила во онаа лотарија на гени. Но, за сметка на тоа, за себе си сметам дека остатокот од животот, јас сум победила во секоја една лотарија и во секоја една игра, која што животот ми ја пружил досега. Доктор Маргарита Камбовска, специјалист педијатар, вели дека има напредок во што пораното дијагностицирање на ретките болести кај децата. Има напредок во што пораното дијагностицирање на ретките болести, затоа посебно во областа на перинатологијата, специјални обики добиваат и гинеколозите за што порано откривање уште на интраутерини одредени отстапки кај плодовите. Понатаму во област на неонатологијата, државата има обезбедено и метаболен скрининг на сите новороденчиња кои што се породени во нашата болест, во нашите родилишта во рамките на цела држава. На тој начин се исклучува една голема група на вродени метаболни ретки заболувања. Во последните години ги откриваме, значи, уште кога ќе се роди новороденчето со помош на метаболниот скрининг, а и благодарение на понатамошното следење од страна на специјалисти и субспецијалисти на сите ризични новородени, се трудиме за што порано дијагностицирање на истите. Во основното училиште Коле Канински во Битола има 5 ученици со ретка болест. По повод Светскиот ден на ретките болести, училиштето организираше едукативна трибина. Ретко е да си редок. Организиравме едукативна трибина со цел да ја поткрениме свеста кај нашите ученици за нашите 5 ученици кои учат во нашето училиште и се соочуваат со ретка болест. Сакаме да ги поддржиме нашите ученици со ретка болест, а останатите ученици да станат со ова едукативна трибина, да станат посвесни и поемпатични кон нив. Во Македонија од 2015 година постои регистар на ретки болести, кој од 2018 е електронски, а пациентите се жалат дека патот за влез во регистарот е долг и полн со бирократски пречки, но предизвиците се бројни, од дијагностика, терапија и бариери со кои постојано се соочуваат.